денес извршив увид во градежните активности што се одвиваат во основното училиште 25 мај во населбата Сингелич, каде што во тек е целосна реконструкција на санитарните јазли и тоалетите, информираше градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски. Тој објасни дека овој проект е дел од стратешка заложба да се користат летните месеци максимално продуктивно за да се вложува во инфраструктурата кога учениците се на распуст. Во училиштето 25 мај по завршувањето на работите, како што вели Стевковски, учениците ќе имаат целосно нови тоалети со современа опрема, нова инсталација, зидна и подна обнова, што ќе значи и повисок стандард за основното образование во општината. Во завршна фаза е големиот проект за изградба на првата училишна спортска сала во населбата Хром, во рамки на училиштето Димитар Поп Георгиев Беровски, информираше градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Стојковски. Од септември се очекува учениците конечно да имаат нов, модерен и по сите стандарди простор за физичко образование и спортски активности, нешто што го немале никогаш досега. Салата е целосно опремена со гардеробери, санитарии и потребна инфраструктура, објасни Стојковски. Тој информираше и дека паралелно во ова училиште се инвестира и во нов влез со пристапна рампа, скали и патека, простор за нова трпезарија и кујна. Во пумпната станица Окта во Јурумлери, која обезбедува водоснабдување за населените места Миладиновци, Бујковци, Текија, Делјадровци и рафинерија Окта, општина Илинден изврши целосна реконструкција и надградба на пумпниот систем. Проектот, според информациите од општината, има за цел да ја зголеми ефикасноста на системот и да ги намали енергетските трошоци, што ќе обезбеди стабилно и одржливо водоснабдување за сите корисници. Градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски изврши директна проверка на напредокот и ефектите од реконструкцијата на пумпната станица и истакна дека со оваа надградба пумпната станица Окта постигнува поголема сигурност и оптимизирано управување со водоснабдувањето, што ќе биде од корист за сите корисници на системот. Договор за изградба на нов дом на културата во Петровец на место на поранешната општинска зграда подпишаа градоначалникот Борче Митевски и министерот за култура и туризам Зоран Љутков. Како што објасни од општината, веднаш ќе се отпочне со подготовка на тендерската документација, а се очекува некаде кон крајот на месец август да се започне со изградба на објектот. Водата во Скопје ја нема доволно, а кога ја има, безбедна е за пиење. Ова стои во неделниот лабораториски извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење на јавното предпријатие Водовод и канализација. Секторот за санитарна контрола во периодот од 14 до 18 јули зема 212 примероци за физичко-хемиска и 212 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 48 мерни места во градот Скопје. Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци одговараат на правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење, објасни од градското водоводно предпријатие. Под мотото "Секое куче заслужува дом", без разлика колку родендени прославило, Лајка ја почна новата кампања со која, како што објаснија, ја отвораат вратата кон шансата за подобар крај на животниот пат за оние кои најдолго чекале љубов, а најмалку ја добивале. Кампањата има за цел да ги приближи сениорите до потенцијалните вдомувачи, да ја разбие стигмата дека постарите кучиња се помалку вредни, да ја истакне нивната благост, смирен карактер и благодарност и да испрати силна порака. Домот не треба да биде луксус што се заслужува само додека си млад, информира од Лајка. Традиционалниот турнир во мал фудбал во Љубанци беше најавен од општина Бутал, која годинава е покровител. Турнирот ќе се игра на реновирано игралиште со вештачка трева, нова трибина и ново лед осветлување. Општина Бутал ќе биде генерален спонзор на овој убав настан и оваа година ќе го има најголемиот награден фонд, соопшти градоначалникот Дарко Костовски. Турнирот е во чест на загинатите бранители во 2001 година, а ќе започне на 8 август во 20 часот.